Со измените на Законот за работни односи, предложени од група владеачки пратеници, се предвидува да се намали цензусот за репрезентативност на синдикатите од 10 на 5% за членство во Економско-социјалниот совет. Со ова се отвори нов фронт меѓу СДСМ и владата. Од Сојузот сметаа дека промените се насочени против нив, а не за навистина посилно застапување на работниците. ССМ смета дека последните измени на Законот за работните односи без социјален диалог, по скратена постапка со намалување на репрезентативноста од 10 на 5% само за да се удоволни на еден синдикат кој патем смета дека минималната плата на работниците им е доволна и небо разголемување на останатите плати е потек кој треба да ги загрижи работниците. Па да бидеме реални, ние не го сметаме синдикатот дека иде контра интересите на владата и ова не е удар према ССМ, туку ова е начин да се даде можност сите синдикати да бидат седнати на таа маса и заеднички преку унифицирано дејствување да ги бранат интересите на работниците. ССМ тврди дека измените доаѓаат во момент кога само тие добиле потврда за репрезентативност од 10%, што дополнително отвора сомнеж за намерите на властите. Економско-социјалниот совет велат со месеци не функционира, а сега добива нови играчи, по вкус на владата. Владата и работодавачите добиваат уште еден сојузник на нивна страна наместо на страна на работниците. ССМ ќе биде принуден, наместо како досега да се бори против ставовите на владата и против ставовите на работодавачите, а во интерес на работниците, да се бори и против уште еден синдикат кој се бори исто така против работниците. Од ВМРО ДПМН е пак со поинакво читање на ситуацијата. Велат мерката била договорена во СС со консензус. Целта е демократизација на застапеноста. Важно е да се укаже дека ова е барање и од Европската и Светската конфедерација на синдикални организации, но и од друга страна заради тоа што сметавме дека на ваков начин ќе се демократизира синдикалното представување. Што значи тоа? Тоа значи дека повеќе синдикати ќе имаат право на глас на Економско-социјалниот совет и на таков начин ќе може многу посуштински и посилно да ги бранат своите барања и пред работодавачите, но и пред владата. Иако се отвори дилемата дали станува збор за нова пресметка со ССМ поради нивните критики кон власта, од ВМРО ДПМН негираат политички мотиви и инсистираат дека ваквиот потек ја отвара вратата за поширока застапеност. А тука не се работи воопшто за контрола врз синдикатите, и повторно ќе кажам, не е политичко пресметување, туку е нешто кое што прво тие дале согласност на тоа да се случи, а второ вие ако добро го изанализирате овој дел од функционирањето на Економско-социјалниот совет, ќе видите дека ваков начин практично им се дава многу повеќе можност на работниците да ги представуваат своите барања. Од ССМ пак порачува дека ништо не е случајно што токму сега, кога по закон повторно се најдоа на маса во СС, да се менуваат правилата на играта.